Прва победа е на клупата на Македонија, тоа на гости против Исланд. Какво е чувството? Па добро, нормално среќен бев. 4 пати имав играно со Исланд, немав ниту една победа, прва ми беше со Исланд, така прекрасно чувство. Би било комплетно кога би утре би направил еден позитивен резултат. Бевме малку пред овој натпревар бевме малку нека дефицитарна положба, поготоа на табелата. Поготоа малку име замисли победата на Турција во Грција, малку се исплаши да кажам искрено. Но сега се е окей, само се менуваат работите. Се сме во подобра позиција. Малку нешто повеќе би можеле утре да разговараме, тек после тој натпревар, се надам на позитивен резултат. Па ќе видиме. Имаше ли време нешто да се промени овие неколку дена? Па имавме тешко патување, искрено. Од цел ден изгубивме, 2 дена изгубивме по аеродроми. Напорно беше. Се обидовме малку да ги дигнеме момците, поише леговме оден некој рекуперативни тренинзи. Сигурно дека ќе ставиме нешто ново. Ќе мора да имаме чекор по чекор, не може ништо да менуваме нагло. Мислам дека горе доле може да се поправи, поготоа одбраната можеме за 30%. Баш сега доаѓаме од една видео анализа, така да мислам дека ќе се поправиме. Мислам дека психолошки аспект дека може малку ќе ни биде потешко него што ни беше во Исланд. Но сепак се надам дека сето оваа публика што ќе дојде утре, што ќе биде полно, мислам дека сепак ќе биде еден позитивен ефект за момците на терен. 33 гола никако е премногу за еден натпревар. Ќе се менува ли нешто во одбраната? Па сето она и што ни се случи на тој прв натпревар, сето беше договорено. Пак можеби тие некои технички работи ни сметаат можеби што помлади играчи и играчите во одбрана можеби немаат уште повеќе надпревари, поготоа јаки надпревари со врвни екипи. Сепак кога ќе видиш задната линија на Исланд сепак е моќно изгледа, поготоа Палмерсон. Пак се договаравме како да се одигра со него, како да се спречи. Сигурно дека голманите очекувам поголем придонес. Се надам дека ќе биде добро. Знаете како е кога ќе даеш гол повеќе, толку не се ни гледа колку гола сме примиле, но стварно боде во очи, стварно многу голови примивме. Али мора да признаеме дека одигравме со една репутација која сепак е во топ 10 во светски рамки. Голманите не беа на ниво на овој натпревар, не беа ни на Исланд. Селекторот ги промени, шок терапија, ќе има ли некоја таква нешто и кај нас? Не. Јас си сум бранил и со Никоч и со Борко за овој момент, ја не им верувам. Знам дека се двајцата врвни голмани. Потполно доверба по двајцата и во овој момент, значи за овој натпревар нема ништо да менувам. Барем што е голманите во тој дел, во тој сегмент. Утре веројатно клучниот натпревар за првото место во групата не носи подобра ждрепка. Што да очекуваме? 7000 публика веќе знаеме дека ќе има. Што можеме да очекуваме од тој натпревар? Пак ќе се вратам на оној дел. Очекувам подобра одбрана, барем за 30% поагресивна, помобилна, помотивирана. Имаше моменти кај што беше добро. Им покажа на видео сега кај што имаше добри моменти, кај што имаше слаби моменти. Во нападот очекувам да го повториме барем тоа што го одигравме на Исланд и во тој сегмент мислам дека можеме да одиграме малку подобро. Знаете како и за нападот кога правиме мовет, сепак мислам дека судиите малце повеќе ги толерира искрено, ги толерира исландските одбранбени играчи, за разлика што ќе ги толерираат утре на пример. Сепак ќе мораат да го сменат приступот на чување на Стоилов, чување на нашите бекови. Ќе мора да избегнуваат тие влечења, ќе треба да го избегнуваат држењето на столе без топка, кој е навистина тешко да го задржиш. Значи има работи каде што треба да се прилагодиме и на самото судење, кој треба да ги спремиме пред надпреварот, но треба на самиот надпревар се прилагодиме на нивниот критериум, кој ќе го наметнат судиите, поготово првите 50 минути, додека не ги подолат оние први 5 жолти картони. Можеби на светското првенство не го видовме Палмерсон во такво светло како пред 2 дена, меѓутоа беше главен играч во Исланд. Ќе се работи на нова тактика да се затвори повеќе Палмерсон или можеби ќе го ставиме па другите да пробаат? Па јас пак ќе ви кажам, знаете како е, секоја утакмица е посебна приказна, ниту една екипа, ниту една утакмица не може да се преслика комплетно, нели? Тој натпревар стварно одигра маестрално, фантастично. Која е гаранцијата дека ќе одигра туку уште еден таков натпревар во рок од 5 дена? Секако дека знаеме дека се работи за светски врвен играч. Веќе сме договорени како да го затвараме, не би се отворал скроз нешто па да има остан простор на другите
да се разиграат. Сепак мислам дека со една колективна тактика, со една колективно помагање, што би се рекол еден на друг, кој нас не одликува како репрезентација, мислам дека би требало да биде позитивно.